Ке се дополнува техничката документација за брана на река Отиња. Ова од Штип денес го најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски по средбата со штипскиот градоначелник Благој Бочварски. Потребните измени и дополнување ќе ги работи општина Штип со финансиска поддршка на ресорното министерство. 10 милиони денари предвидовме за оваа 2018 година, се со цел да се обнови, да се поддржи општината Штип при обнова на целокупната документација за овој и така значаен проект за општината и за граѓаните на општина Штип. Особено ја наоѓаме можноста, потребата преку овој капитален проект за кој што целокупната процедура околу инвестицијата, општината, владата и сите други методи ќе се утврдува во следниот период. Со работа на документацијата ќе се започне веднаш пошто ќе се размислува на конкретни градежни активности. Кога ќе бидеме спремни со целата документација, потоа ќе дискутираме, ќе разговараме за начинот на финансирање на оваа брана. На мене ми е драго што овој проект е високо на агендата и на владата на Република Македонија, апсолутно на општина Штип е еден од врвните приоритети како крупен капитален проект за кој што ветивме пред изборите, а сега е уште на почетокот од мандатот се залагаме во максимално брзо време да ги фатиме во чекор работите, заради тоа што сега доколку ги забрзаме процедурите, ќе можеме веќе во текот на наредниот период час поскоро да започнеме и со реализација. Поддршката на општина Штип во делот на доработка на документацијата е дел од поголема програма на министерството. Во делот на оваа програма која што ја реализираме преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и платежната агенција, сакам да потенцирам дека ова ќе биде прва година во која што она што го ветивме на граѓаните дека над 10 милиони евра годишно ќе инвестираме во санација, рехабилитација и обнова на постоечките, изградба на нови системи за наводнување. Јас сум убеден дека оваа година тоа ќе го реализираме. Според пресметките на авторот на првиот проект на браната на река Отиња, изградбата ќе чини максимално 1,6 милиони евра.